Оловниот војник. Си беше еднаш едно дете кое за роден ден си доби кутија оловни војници. Сите војници изгледаа прекрасно, но на еден му недостигаше една нога. Може би затоа што немало доволно метал за да биде целосно довршен. Но и покрај тоа, овој војник кој стоеше гордо и исправено како пушка, му беше омилен на момченцето. Кутијата со оловните војници детето ја стави близу еден преубав картонски дворец со ограда од ковано железо и разнобојни цвеќиња и грмушки кои изгледаа како вистински. На влезот на дворецот стоеше една убава балерина со златна коса, исто така направена од картон. Таа стоеше на врвовите од прстите на едната нога, додека другата нога и беше високо крената во арабеска и беше покриена од долгиот балетски фустан. А кога војникот ја здогледа, мислејќи си дека и таа има само една нога, веднаш се заљуби до уши во неа. Ох, љубовта ме погоди здраво, со златна стрела в срце право. Едно знај, иако една нога немаш, од љубов здив ми земаш. На полноќ, кога спиеја сите, играчките оживуваа и почнуваа да шетаат по собата. Војникот со една нога излезе од кутијата заедно со неговите другари војници, марширајќи во колона, и застана онаму каде што можеше влюбено да гледа во балерината. На неговите погледи полни со љубов, таа му одговори со насмевки. И таа го љубеше него. Следното утро, момчето го најде војникот надвор од кутијата, па го зеде и го стави на прозорската штица. Наеднаш, силен провев го оддува војникот долу на улицата, преполна со луѓе. Веднаш потоа, доштовни капки, големи колку топовски ѓулиња, почнаа да паѓаат врз војникот, а шумна, каллива вода почна како река да тече по улиците. Момчето истрча да го бара, но многу текочи и минувачи сосема го зацкриваа. Разочарано момчето се врати дома, плачејќи поради загубата на неговиот омилен војник. Две деца, кои си играа со хартиено бродче, го здогледаа војникот и решија да го пуштат да плови по надојдената вода. Немирната вода го однесе бродчето право во канализацијата. Во таа смрдлива темница, војникот не се исплаши и постојано мислеше на неговата љубена. Мислеше на неговата убава балерина. По некое време, водата од канализацијата излезе надвор од градот. Брзото поточе се слеа во едно езерце, а оловниот војник изведе фантастичен скок во водата, додека тонеше, пака една голема риба си помисли дека тоа е вкусен залак и го проголта. Сосема случајно, таа риба ја улави еден рибар, кој потоа ја продаде рибата на готвачката на семејството на момчето. Таа, кога зеде да ја чисти, веднаш го препозна сиротиот војник. Момчето беше пресреќно што му се врати неговиот омилен војник и триумфално го однесе во неговата соба. Погледите на војникот и на балерината повторно се сретнаа и тие разменија сладки насмевки. Но што момчето забележа дека војникот смрдеше на риба и дека неговата боја си излупила, извика: "Уф, па јас не те сакам повеќе." И го фрли војникот право во огнот на каминот. Војникот почна да се топи пред очите на балерината. Од
Одеднаш низ собата профучи силен провев, која крена балерината во воздух, а таа се спушти во грациозна пируета право во огнот. Стопениот метал од војникот и топлата пепел од балерината се споија во нежна прегратка. И од тој миг веќе ништо не можеше да ги раздели. А наредниот ден детето најде метално срце во пепелта од каминот.